Уште пред да ја поднесе, власта ја прифати иницијативата на опозицијата за анкетна комисија за пожарот во Кочани. Да, ние ќе поддржиме ваквата анкетна комисија, но и ќе бараме да биде проширена за сите трагедии за кои што за разлика од овој случај нема никаква ниту морална, ниту политичка, а ниту кривична одговорност. По протестот во Скопје минатиот викенд, на кој родителите на жртвите побараа собранието да ја истражува трагедијата, опозицијскиот лидер Филипче најави дека неговата пратеничка група денеска во собранието ќе поднесе иницијатива. Таа, како што информира, од Бихачка до собраниската архива е испратена доцна попладнево. Анкетната комисија треба да утврди целата вистина како и на кој начин била загрозена безбедноста на присутните во објектот во Кочани, да ги утврди институционалните пропусти, прекршувањата на законските одредби, како и да лоцира политичка одговорност. Врз основа на наудите, пратениците предлагаат анкетната комисија да изготви и на собранието да му поднесе извештај најдоцна 1 месец по завршување со работа, се вели во соопштението на СДСМ. Своја комисија ќе закажува и Левица, а нивните пратеници се подпиша и на иницијативата на СДСМ. Почетокот на декември ќе биде свикана комисијска расправа во постојаната анкетна комисија за заштита на човековите права и правата на граѓаните, каде што председава председателот на Левица и пратеник Димитар Апасиев, ќе биде свикана седница по представка на родителите на загинатите во дискотеката во Кочани. Доколку се одржи, ова ќе биде прва надзорна расправа по неколкуте големи трагедии кои се случија во Македонија во последните години. Актуелната власт, кога беше во опозиција, бараше исти вакви расправи и за пожарот во модуларната болница во Тетово, но и за двете автобуски несреќи во Ласкарци и во Бугарија кои земаа над 60 жртви. Сите иницијативи ги одби тогашното мнозинство на СДСМ и ДУИ. Александар Спасовски, Сител телевизија.